пчелите и другите запрашувачи или поленатори, како што се пеперутките, колибрите и лилјаците, во последно време се повеќе се загрозени од активностите кои што ги прават луѓето. Со цел да се развие јавната свеста за значењето на овие инсекти во развојот на пчеларството, во развојот на земјоделството, но воедно и во зачувувањето на животната средина, Обединетите нации 20 мај го одредуваат за Светски ден на пчелите. Ние поканивме еден скопски пчелар, се работи за Бојан Василевски, кој што веќе 40 години се занимава со пчеларство, ќе речам уште како дете, а 8 години активно со своји пчелни семејства. Тука сме кај неговите пчелни семејства и тој ќе ни помогне и ќе ни даде неколку одговори на нашите прашања. Најнапред, добро утро до вас. Добро утро. Ќе ве прашам, Светски ден на пчелите, колку пчелите, овој инсект во Македонија се почитува и се знае и се разбира вредноста на овој инсект? Па да ви кажам, значи во одреден број на некој начин не се почитува, но свеста кај луѓето, значи едукацијата не на такво ниво светско како кај другите поразвиени земји. Значи се уште треба да се развива свеста кај луѓето за да може да прифатат пчелите како да се одгледуваат и како се почитуваат пчелите во Македонија. Значи пчелата е моментално прогласена ланска година за нај добро суштество што постои на светот. И како такво, знаете и самите дека треба вршат, самите пчели вршат опрашување, што е најглавното нешто за храната на човекот. Го зголемуваат приносот на сите земјоделски производи за од 30 до 50% со нивното опрашување и даваат производи што се здрави, што не може ни еден друг здрав производ што се произведува да им конкурира. Така. На пчелините производи. Ги спомнавте Сојузот и Федерацијата на пчелари, познати се на јавноста и по организирање на оној фестивал на медот, кој што имаме можност да ние граѓаните да го посетуваме и тогаш да дознаеме нешто повеќе околу медот. Овде би прашала, колку вас пчеларите ви помага тој фестивал за да го доближите овој производ и значењето на пчелите до граѓаните и воедно што е она што ви недостасува и да испратиме една порака како да ви се помогне за да пчеларството биде подобро во нашата земја? Вака се, тука се куп прашања, ќе малку подолго да одговараме. Прво Сојузот и Федерацијата ги спомнавте, според мене, и претседателите и на Сојузот и на Федерацијата ми се на некој начин пријатели. Без разлика што се претседателите, државата, оние не може да преземаат некои конкретни мерки, пошто потребни се за све финансии, а финансискиот дел е најтежок и најслаб во Федерацијата и во Сојузот. Ние сме можда од поретките земји, толку мали земји, што имаат и Федерација и Сојуз, а сега може ќе ми се најутат, ама ви кажам дека ни едното ни другото не делуваат како што треба. Според мене, може според другите да. Нити има некоја едукација, ретко се дешава такви работи, државата со некои 50-60 илјади евра да ги помогне двете организации и да им даде програма. Имаме ние Министерство за економија, имаме Министерство за земјоделие, заедно да им дадат програма дека мора да набават висококвалитетни предавачи за пчеларство, за земјоделство. Нас не е тоа потребно да се покачи, да се качи едукацијата и пчеларството се качи на повисоко ниво. За тоа се тие федерации да помогнат на пчеларите кога е најпотребно. Ние имавме елементарна непогода, каде што тие години дававме, 2-3 години дававме, се трошеше средства, материјални средства, се трошеше прихрана за пчелите, средства за превентива од болести, све. Ништо, џаве, никој не ни помогна. Мислам, сега ние примаме субвенции некои, што се за такви години занемарливи. Дури побави да не ги дават, бар да знаеш дека си сам. Така. За фестивалот на медот, каде што се изложуваат пчелините производи, ќе ви кажам, ете ме погодивте, фестивалот на медот, тоест не фестивал, него е тоа Денови на македонскиот мед, што се организира во Скопје, се организираат и разни фестивали во другите градови низ Македонија, што е добро.
Значи, денови на македонскиот мед можам да кажам дека татко ми е еден од основачите на таа организација и 10 години го организираше таа манифестација која доби, што се вика, више некој реноме и луѓето едва чекаат да дојде тој ден. Но, како ви кажам, тоа е многу малце, 3 дена во годината, 4. Значи, луѓето на брзина, кои се тука, кои не се, значи на брзина се гледа да се снабдат со некои пчелини производи. Одличен податок е сега, бидејќи се наоѓаме кај вашите пчелни семејства. Ќе ве прашам, еве како лаик, зошто некои се повисоки и некои пониски? Вака, прво имаме неколку видови на сандуци, значи што се имаме ланстрот, имам комбинација ланстрот со фарер, имам само фарар. Значи има таму, значи тука сме поеше пчелари, значи сум викнал таму другари што ми се, на едно место сме, има Даданблад друштва, полошки, алпски и други се. Разликата е во тоа што, значи, за премнината, значи, ширината на сандукот. Висината зашто е така? Значи имаме, еве ги, трите стари друштва што се дојаки, значи од прекланска година, значи ланска се менјаваат матици и се одржуваат во кондиција. Од тие друштва, например, вадиме други, значи се направило, например, ново друштво, овие што се на еден спрат се сега пред 10-15 дена ставени со матичњаци да се оплодат матици. Така. Другите се, например, од пред тоа, овие што со 3 спрати натака се постари друштви со 4. Ова вдека се 80-70% се постари друштва, све што е на еден спрат натака, тоа се нови друштва со нови матици што треба да се одгледат. Значи, за тоа се тие повисоки и пониски. Значи, развиваме пчели, ги идат нагоре во висина, се размножуваат, тие се пониски, тие ќе видат за другата година исто спремни како овие. Така. Господине Бојан, да ни откриете од каде доаѓа желбата да се занимавате со пчеларство, бидејќи ми кажавте дека уште како дете сте во друштво со пчелите. Да, значи, уште како дете, на 7 годишна возраст, татка ми ги купи првите сандуци со пчели и ми беше забрането да гледам пчели, да не ме каснале, да не сум бил алергичен. Ама буквално све што е забрането е сладко. Така е. И еден ден се деси, татка ми прегледува пчели, не ме пушташе, гледам из прозор, утре денот отидов сам. Татка ми кога дозна, значи времето на социјализмот, чотекот излегува од древот, еден добар чотек излезов и можам да ви кажам дека уште поише ги засакам пчелите. Така е. И од тогаш, значи од 8 годишна возраст, јас се немам модерен од пчелите. Верувам дека да се одгледуваат пчели не е така едноставно и лесно. Ми споменавте дека дели самите пчели си имаат карактер, некои се полоши, некои се полути, некои се поблаги, но љубовта е, предпоставувам, голема и буквално представува на некој начин хоби. Колку вонредната состојба влијае врз пчеларството? Вака се пчелите да има, што викаме, ген каде што пчелите има помирни пчели, значи и мислам, не се лоши, него тие фактички се бранат, значи поголема одбранбена способност имаат, значи тие се како позаштитници на своето друштво. И ја осетат некоја опасност, значи побрзо шират феромон на стравот, што го пуштаат предате босне, каде што се поише пчели се узрујуваат и напаѓаат. Значи на тоа се ген на пчелата и луѓето со менување на матица го менуваат генот, значи од добра, од помирни пчели ќе стават матица и на тој начин се менува генот и стануваат пчелите помирни. За друго прашање... Да, бидејќи тие, моабетот ми беше дека тие се всушност инсекти, животни кои што бараат нега, љубов. Колку влијае вонредната состојба што ја имаме во државата за одгледувањето на пчеларството? Сите оние пчелари кои што треба да ги посетуваат, а не смеат да излегуваат, зборувам за јас имав некоја таа среќа, сум помлад пчелар, скоро 50 години, не ме фати тој бран над 60 години, значи можеше да направи да биде на 45 години. Значи тогаш ќе немавме можност, значи да ги гледаме. Има пчелари, знам, доаѓаат и тука, постари,
веќе имам значи пчелини друштва во Кочани, имам на друго место, на трет. Значи не се во можност да отидат. По 2 сата значи не може само да патува. Да, има голем број пензионери кои што Да, буквално со значи хоби се не занимаваат. знам на тоа, видете ви кажам, они викаат дека ради заразата, значи сега јас не замерувам на државата и на институциите, затоа што не се упатени, реков, само ради едукација, луѓето не знаат, значи нема доволно едукација. Значи секој пчелар прво што ќе дојде да го и постарче, што ќе дојде да го боцне барем една-две пчели да ќе врши преглед, значи пчелиниот отров делува многу позитивно на пчелиниот на човечкиот организам. Значи намалува крвен притисок, зголемува имунитет и некои други работи. Второ, значи самиот отварање на сандукот, значи кога човекот ќе излезе оној прв бран, го ќе помириса од пчелиниот сандук, значи она што испарува, е многу корисно за човечкиот организам, затоа има и апи комори, каде што луѓето што имаат респираторни болести, како астми, значи бронхитиси, алергија, но да не се алергични на пчелини производи и такви работи, значи со слаби срцеви заболувања и такви работи, со мигрени, значи дишат по сат време од сандукот воздух, значи со респиратор, и после некои 7 до 10 терапии, до сега научно докажано дека имаат многу големи подобрувања. Дали е потребна при одгледувањето на пчели, потребно е секојдневно посетување? Па вака, значи зависи од бројот на пчелите, значи најубаво да можеш да дојдеш секој ден да видиш каква е состојбата, да не се има, значи зависи тие што се например во што имаат пчеларници во поруралните средини, како што се во планини, во шуми, значи таму може да има и дивеч, да бъде да бутне, значи имат стока, например крави кои што може да поменат да бутнат. Значи да се деси временска непогода, јак ветер да ги бутне сандаците или да падне некој дрво, значи најубаво е да биде пчеларникот во близина да може бар ако не 5 минути да еден блиц да удриш, значи да се направи една обсервација. За крај, кои се вашите препораки за тоа како да го консумираме медот? Значи вака, пчелините производи, луѓето може да кажам дека ради едукацијата и зашто нема доволно емисии да луѓето се учат и да видат како се конзумираат пчелини производи, не можам да кажам дека не знаат да ги конзумираат пчелините производи, дека не им објасни добро пчелар. Значи буквално сите пчелини производи кои што е матичен млеч, значи мед со полен, мед со перги, сите други производи медот, значи не може да се конзумираат од сабајле, значи на гладно срце што се каже, значи гладни да бидете. Значи како се конзумира? Се лапнува на пример лажичка или пола лажичка, зависи колку може да издржите, значи се лапнува и се чува во устата под јазикот додека со плуканката не се разреди да биде течност, значи вода. Кога ќе се голтне на тој начин, медот, значи млечот, без разлика се полените и другите работи, што се пред тоа што се премаат значи на друг начин, прво има многу поголем ефект во организмот, значи 80 до 90% од хранливите материи во крвта. Додека, сега ќе ви кажам еден прост пример, во чајот, например, во млакче, не сме да ставате никогаш, например, во топло, зашто тие се шекери и одма ќе карамелизираат, значи шекерите во топло. Се става во млак чај, например, или во напитци што се млаки и ладни, кој ќе ставите лажичка мед, медот паѓа одма на дното. Така и во човечкиот организам, кој ќе лапнете вие лажичка мед, зашто го кажав ова, и кој ќе ви луѓето вика дека ќе лапна мед, имам киселини, ме боли желудник, тежини имам во стомакот. Значи медот одма паѓа на дното на желудникот. Желудникот не може да лачи нормални киселини за варање на храната и само ги појачува киселините концентрацијата и за тоа луѓето имаат киселини и додека не се разреди, ќе се разреди после тоа неколку сати или после 5 сати или пола ден, они се нормално пак си функционира. Затоа го препорачувам, значи нема луѓе што може да имаат тегоби ако го конзумираат пчелините производи правилно. Господин Бојан, благодарам што ова утро бевте наш домакин, благодарам за отстапеното време, простор и за сите овие несебични совети кои што ни ги дадовте. Благодарам и на вас. Поздрав за целата македонска јавност.
Така е, светскиот ден на пчелите, 20 мај, не случајно е одбран токму овој датум, бидејќи се совпаѓа со роденденот на пионерот на пчеларството. Станува збор за Антон Јанша, словенец, доаѓа, потекнува од Словенија, земјата која што всушност беше иницијатор да се наметне, да се воведе светскиот ден на пчелата.